Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Вработените во територијалната противпожарна единица во Кучани го одбележаа денот на пожарникарите. На скромната прослава дојдоа представници од локалната самоуправа, од институциите со кои единицата соработува, како и поранешни пожарникари. Пораст на бројот на интервенции бележат кочанските пожарникари во изминатиот едногодишен период. За ваквиот тренд има неколку причини, но како позначени се влијанието на надворешните фактори, како и несовесното однесување на дел од граѓаните на општината и регионот. Ваква е оценката на првиот човек на пожарникарите Дејан Арсов, со заклучок дека и покрај објективните потешкоти работењето е успешно. Во споредба со изминатите неколку години, минатата е регистриран невообичаен број пожари на отворен простор, а имало и сериозни интервенции на објекти, беше речено во обраќањето по повод одбележувањето на Денот на пожарникарите. Значи од мај 2016 до мај 2017 година вкупно имаме регистрирано 293 интервенции. Тоа покажува еден значителен број на пораст на интервенциите што ги бележиме на годишно ниво како територијална противпожарна единица. Ако направиме една ретроспектива, најголемиот број од овие интервенции се работи за опожарување на пожари на отворен простор, меѓутоа не мал е бројот на пожари што ги регистрираме како пожари на запалени оджаци во текот на зимскиот период. Во сите случаи кога противпожарната единица интервенирала и покрај огнената стихија немало тешко повредени или починати лица. Арсов додаде дека освен интервенциите на терен, кочанските пожарникари во изминатиот едногодишен период организирали повеќе превентивни акции за запознавање и подигање на свеста кај местното население за последиците од палење оган на отворен простор, но и за стручно дооспособување на персоналот. Се спроведе и обука на четворица пожарникари од нашата противпожарна единица, која во текот на минатата недела, значи од 15 до 19 мај во Скопје беа на една неделна обука за ургентни ситуации во медицински случаи, така да и тоа е дел од сегментот на нашето работење, затоа што ние како пожарникари спасители мора да бидеме подготвени да действуваме и во вакви ситуации. Исто така во месец март од 14 до 19 март тројца представници од нашата противпожарна единица беа во работна посета на Република Словенија, односно во општина Крањ, каде што преку присуството во овој период се направи размена на искуства во сегментот на интервенциите кои што ги спроведуваат колегите во Република Словенија и како сето тоа ние можеме да го примениме, односно што би можеле да примениме во наши услови. На одбележувањето на Денот на пожарникарите присуствуваа представници од локалната самоуправа, од институциите со кои територијалната противпожарна единица непосредно соработува, како и поранешни пожарникари. 9 оделинците од кочанските основни училишта на презентација во средното училиште Гошови Кентиев се запознаа со струките и профилите кои што им ги нуди ова училиште, а пред учениците беа презентирани и големиот број работилници со кои располага установата. Од оваа година, освен 3-годишно и 4-годишно образование, воведено е и 2-годишно средно образование, така што годинава наместо 408 училиштето ќе може да прими 442 ученици распоредени во 13 паралелки. Средното општинско училиште Гошови Кентиев денеска и во наредните 3 дена организира отворен ден за идните средношколци со цел представување на постоечките и новите струки и профили во училиштето на кои што ќе може да се запишат учениците. Професорите им делеа флаери на учениците со профилите кои што ги нуди училиштето, а им беа и на располагање да можат идните средношколци да прашаат за се што ги интересира. Учениците се запознаа и со конкурсот за упис кој што истакнат на влезната врата на училиштето. Од оваа година има промена во бројката на ученици кои што може да ги прими установата, како и во одредени профили и струки. Воведени се нови реформирани профили. Одредени промени има и во дел од постоечките, со што се менува и бројката на ученици за упис и бројот на паралелките. За наредната учебна година училиштето треба да запишете 442 ученика во 13 паралелки, и тоа 5 паралелки во машинската струка, постоечките до сега машински техничар, техничар за компјутерско управување, машинско-енергетски техничар со 4-годишно образование, автомеханичар реформиран со 3-годишно образование и измените во конкурсот во однос на минатата година
се инсталатор за цевни водови, заварувач и обработувач на метал. Значи профилот металоструган машинобравар повеќе не постои, заменете со профилот обработувач на метал. Во електротехничката струка е планирано да се запишат 7 паралелки, и тоа електроничар за електроника и телекомуникации 2 паралелки, електротехничар за компјутерска техника и автоматика, електроничар енергетичар, тие се постоечките 4 годишни паралелки од минатата година и промените кои се настанати оваа година, значи комбинирана паралелка електромеханичар, автоелектроничар. Значи тоа е ново со автоелектроничар. И втората паралелка со 3-годишно образование електромеханичар за компјутерска техника и технологија. Со 3-годишно образование, исто и тоа е ново со оваа година. За прв пат во средното стручно образование се воведува и 2-годишно образование, тоа е паралелката автоелектричар. Значи која е предвидена за 2 години да се стекнат со образование со средно образование. И постојаната паралелка од минатата година од сообраќајната струка техничар за транспорт и шпедиција. Бидејќи средното училиште Гоша Викентиев е регионален центар, во наредните денови училиштето ќе го посетат и ученици од соседните општини, на кои што исто така ќе им бидат презентирани струките и профилите кои што ги нуди училиштето. Виничката организација на борците одбележа 74 години од убиството во местото викано Вршидол, каде од бугарската полиција е убиено раководството на вториот плачковички одред. 30 пензионери и борци од Виница, Штип и Кочани и во својата 7, 8 па и 9 деценија успешно се искачува до историското место во Виничко, познато како Вршидол. Тука со пригодна свеченост се поклонија пред споменикот од Народно-ослободителната борба, укажувајќи почит кон борците кои како дел од вториот плачковички одред своите животи ги положиле токму овде. Засолнувајќи се во колибата на Вршидол, базата на овој одред е предадена од 12-годишниот говедар Сабри, кој прв отрачал да пријави во бугарската полициска станица. Тука на лице место се застрелани и убиени Ванчо Прке, Тошо Арсов и Александар Митрев, додека Ванчо Китанов бил тешко ранет и пренесен во Штипската болница, каде е и убиен, со што целосно е разбиен вториот плачковички одред. Убиени се тука Ванчо Прке, Тошо Арсов и Александар Митрев, а Ванчо Китанов што е тука запишен, тој бил многу тешко ранет, тој спаѓа у заробените. Тој со Димитар Ушински, со Цецов и Нехтенин се однесени во полицијата во Виница, утредента се пренесени во полицијата во Кочани, таму се испитувани и истражувани и не признале ништо и на 23 мај они се во Кочани стрелани, таму има спомен обележја за нив. И за нас, и за едните генерации, порака е жртвите да ги почитуваме, историските придобивки да ги негуваме, државата да си ја чуваме, зашто држава тешко се печали. За случувањата на ова место, далечната 1943 година, раскажуваше и Тодор Рибарски, син на учесник во Народно-ослободителната борба, а поетот Атанас Ѓорѓиев од Кочани прочита неколку стихови од својата поезија посветени токму на овој настан. Матурантите од Средното општинско училиште Гоша Викентиев го прославија полнолетството. На прагот во влегувањето во светот на возрастните, во дилема каде ќе го продолжат школувањето. Матурската забава ја прославија во Еврохотел Градче. На прославата на матурската вечер, матурантите организирано со класните раководители влегуваа во училиштето каде што го одржаа последниот класен час. Пред заминување на прослава во Еврохотел Градче, продефилираа во холот со своите класни раководители, а потоа се упатија пред Центарот за култура Бели Мугри, каде што дефилираа на летната сцена. Матурантите во дилема, каде ќе го продолжат образованието. Јас сум Владко Левков, завршив машински техничар за компјутерско управување и сум многу задоволен од 4 години. Мартина Ангелова, завршив техничар за компјутерско управување машински смер. Димитар Левков, електроничар за електроника и телекомуникации. Како поминаа 4 години во училиште? Супер. Значи супер? Јасно што најмногу ќе ти остави впечаток? Од дружбата со школските. Милена Фирова, електротехничар. Како поминаа 4 години? Прекрасно.
Значи прекрасно е со професорите, со твоите школски. И со професорите, и со школските. Ти остави нешто впечаток? Да. Што? Најмногу дружбата со професорите, односно класната и школските. Класните раководители задоволни од своите ученици. Дечките беа супер во текот на целите 4 години. Прекрасна дружба, ме доживуваа и како пријател, и како професор и очекувам од нив да излезат прекрасни луѓе, лекари и инженери пред се затоа што се завршија смер за електротехничар за електроника и телекомуникации. Матурантите ги поздрави директорот на училиштето Димче Сребренов. Сакам во моје лично име и во името на училиштето да и посакам натаму многу успех во приватниот и професионалниот живот на сите матуранти. Очекувам голем дел од нив да продолжат да студираат на факултетите низ Македонија, а дел успешно да најдат работа на она што овде успеале да го научат и стекнат како знаење. На матурската забава во Еврохотел Градче беше прогласен и ученикот на генерацијата Филип Војновски. Труд треба да се вложи надпросечно, ама не сметам дека е многу просечно. Колку за тебе ќе значи оваа награда и успех? Па сигурно значи многу на лична и економска база и Добро, за понатаму што планираш на факултет и кажи ми што заврши во училиштето? во компјутерска техника и автоматика ми е струката. За факултет планирам најверојатно било кој смер на компјутери, имам познавање од повеќе. Играш како познат програмер, можеби? Па, да. Матурантите славеа до доцните вечерни часови, а потоа организирано со автобуси се вратија дома. 2 гран-при награди и уште неколку признанија во различни категории освоија учениците од основното училиште Никола Карев на 9-тите поред Марковденски средби за деца и поети, што се одржа во Бачка Топола во местноста Панонија, Република Србија. Едната гран-при награда е за најдобра женска улога во изведба на драма, а втората за подготвена презентација на одредена тема. 8 награди, од кои 2 гран-при освои тимот ученици од основното училиште Никола Карев на 9-тите поред Марковденски средби за деца и поети, што се одржа во Бачка Топола во местноста Панонија, Република Србија. Задоволни од престојот во Србија ги сумираа впечатоците од постигнатите резултати. Во пеење учествува Ана Георгиевска и Јована Благонова, кои го освоија првото место во придружба на гитара од страна на Ана Јорданова. Исто така по фанца добија и Михаела Манева и Тамара Охумаш. Исто така во придружба на гитара од страна на Ана Јорданова. Во пишување песни и творби Сандра Наумова го освои третото место, поезија, Јована Благонова го освои второто место, проза и Ана Апостолова исто така второ место, проза. Учениците се представија и со драма, за која што ученичката Сандра Наумова освои гран-при награда за најдобра женска улога, а истата ученичка доби уште една гран-при за подготвената презентација за Тијана Јурик. Ја освоив гран-при наградата или специјалната награда за конкурсот кој беше распишан од страна на фондацијата Тијана Јурич. Имавме задача да направиме презентација или да напишеме порака со која ние ќе се обратиме на починатото девојче и имавме за цел да го воодушевиме таткото кој беше и самиот организатор на таа категорија. Јас направив презентација и мислам дека таткото беше воодушевен, јас бев воодушевена од неговите зборови, затоа што едноставно беше преубаво искуство и бев пресекна што едноставно добив таа награда. Во категоријата танци учениците се представија со Орото Пајдушко и го освоија третото место. Учениците цело време работеа под менторство на наставничката по македонски јазик и литература Гордана Јевтимова. Овие успеси за нив представуваат поттик за уште поголем труд во иднина и освојување награди и признанија на државни и меѓународни надпревари и средби. Во Виница отворен четвртиот меморијален турнир посветен на капетан Кирчо Димитриов, кој загина во воените дејствија во 2001 година. Во спортски дух, со подршка на нашите бранители кои загинаа во воените дејствија во 2001 година, во спортската сала која го носи името на виничанецот капетан Кирчо Димитриов, започна четвртиот меморијален турнир во мал фудбал. Поводот е еден, тоа е одбележувањето на
не само на неговото загинување, туку на неговото дело, тој беше прекрасен како старешини, како колега и одбележување на една личност која се гради во одбраната на Република Македонија во едни многу лоши времења. Причината е развивање на спортската култура. Се надевам дека и во иднина ќе остане така, ние секогаш ќе дружиме во иднина и со наши екипи. Во чест на загинатите бранители свое обраќање имаше и председателот на истоименото здружение, инаку родител на починатиот бранител Владо Стојановски. Димитриев Кирчов со своите колеги кои во редовите на безбедносните сили 2001 година несебично го даде својот живот во одбрана на својата татковина, бранејќи го суверенитетот и интегритетот на Република Македонија за подобро утро на сите граѓани на Република Македонија. Ги окорна судбина под радост, згасна млади сили, но за секогаш ќе останат запаметени и вечно ќе живеат во колективната свест на македонците. Ако од вечноста може да проговориме, ќе ви кажеме дека хероите никогаш не умираат. На турнирот, кој е со целосна подршка на општина Виница, учествуваат 12 екипи од Виница, Штип, Зрновци, Кочани, а за најдобрите 3 екипи ќе следуваат парични награди од покровителот. Најавените засилени пролетни активности на извидничкиот одред Ластовица започнаа изминатиот викенд. За младите од основните училишта се одржа настава во природа, при што се запознаа со флората и фауната на регионот, како и со основите за снаоѓање во природа. Извидничкиот одред Ластовица од Кочани ги започна своите пролетни активности, најавувани како извидничка офанзива. Викендов беше организирана еднодневна настава во природа за учениците од основните училишта во градот. На настанот учествуваа околу 200 потенцијални извидници, како и десетина наставници и постари извидници. Поделени во групи кои тргнаа од предосновното училиште Раде Кратовче, тие ја посетија местноста Гоцева шума, каде имаа демонстрација на повеќе извиднички едукативни игри и кратки работилници. По паузата за ручек, движејќи се по пешачката патека по долината на Кочанска река, групата имаше краток марш до вештачката акумулација Градче. Попатно, учениците се запознаа со локалните видови флора и фауна, а се подсетија и на начините за ориентација во природа. Организаторите на акцијата велат дека се пријатно изненадени од масовноста и дисциплината на учесниците и се надеваат дека административните проблеми за обезбедување работни простории за одредот наскоро ќе бидат решени, па клубот ќе може да се фокусира на активностите што предстојат. Истовремено од раководството на одредот известуваат дека во вторник во Кочани ќе гостува извидничкиот караван, организиран од Сојузот на извидници на Македонија. Целта на настанот е да се запознаат присутните со основните цели и вештини на извидништвото. Карванот ќе биде лоциран во трговскиот центар со почеток од 12 часот. Со тоа всушност се отвораат вратите на одредот за запишување нови членови и воведување во најмасовното и најкорисно движење на младите во светот. 8 први места освоија кочанските пензионери на 22-те регионални спортски игри, што викендов се одржаа во Пехчево. Обезбедија пласман за учество на републичките пензионерски спортски игри, кои што ќе се одржат на 2 септември оваа година, а домаќин ќе биде Кочани. Сдруженијето на пензионери Кочани учествуваше на 22-те регионални спортски надпревари, кои што викендов се одржаа во Пехчево, а на кои учествуваа спортски екипи од Сдруженијата на пензионери на Кочани, Виница, Македонска Каменица, Делчево, Берово и од градот домаќин Пехчево. Спортистите пензионери се надпреваруваа во 15 спортски дисциплини во машка и женска конкуренција. На надпреварите им претходеше свечено отворање на игрите, на кој најпрвин присутните ги поздрави Борис Зарински, претседател на Сдруженијето на пензионерите на Пехчево, а во името на градот домаќин зборуваше градоначалникот на Пехчево Игор Поповски. Надпреварите во рамките на источниот регион се одржаа на градскиот стадион и во салата на основното училиште Ванчо Китанов во Пехчево. Екипно најмногу први места освоија членовите на Сдруженијето на пензионери од Кочани, кои триумфираа во 8 спортски дисциплини. Веднаш зад нив се пензионерите на Виница и Делчево. Пензионерите од Кочанското здружение освоија први места во следниве дисциплини: шах мажи, стрелавство мажи и жени, теглење јаже мажи,
слободно фрлање, кош мажи. Први места освоија и Ѓорги Наунов во дисциплината скок од место, Александар Гегов трчање до 60 години и Моне Андонов во дисциплината фрлање ѓуле. Најуспешните екипи и поединци ќе сочинуваат екипата на Сдруженијето на пензионери Кочани, која што ќе учествува на републичките пензионерски спортски игри, што на 2 септември оваа година ќе се одржат во Кочани, а домаќин ќе биде Кочанското Сдружение на пензионери. Следува информацијата од спортот. Викендов се одигра предпоследното 29-то коло во третата фудбалска лига Исток, во кое екипата на Осогово победи на гостувањето во Радовиш против Плачковица. Со освоените 3 бода, нашиот третолигаш си обезбеди директен влез во втората лига за наредната сезона. Фудбалерите на Осогово викендов го сторија она што ретко кој го очекуваше од нив, откако минатата недела беа поразени на домашен терен од Каменица Саса. На гостувањето во Радовиш против второпласираната Плачковица, тие извојуваа победа од 1:0 и ги освоија 3 бода. Со тоа, на своето конто, ја задржаа бодовната разлика во однос на директниот конкурент од македонска Каменица, со што и обезбедија директен влез во втората лига. Дополнително, каменичани како домакини загубија од Брегалница Голак од Делчево, со што Осогово сега има недостижни 5 бода разлика, без оглед како ќе заврши средбата од последното коло против шампионот Беласица. На гостувањето во Радовиш, жолтосините прикажале добра и борбена игра, па по пропуштените 2 шанси за гол, нашите фудбалери дошле во водство во 38-та минута со погодокот на Аксентиев. Дополнително, нова шанса за зголемување на водството имале и на самиот крај од првото полувреме, кога Манев во 44-та минута не успел да постигне гол, иако се нашол очи во очи со домашниот голман. Во вториот дел од надпреварот, екипата на Плачковица ја презела иницијативата и се обидувала да го изедначи резултатот, но гостите од Кочани успеале да создадат цврста одбрана и да ја зачуваат предноста, што им ги донесе бодовите. Со тоа, иако по поразот дома од Каменица Саса, се чинеше дека шансите за директен влез во повисок ранг на надпреварување за кочанските фудбалери се веќе изгубени. Сега состојбата е целосно изменета, па и фудбалерите и навивачите заслужено го започнуваат славењето за постигнатата цел. На едно коло пред крајот на првенството, жолтосините имаат 60 бода, 5 повеќе од Каменица Саса, па психички растоварени во завршницата на Никола Мантов идниот викенд ќе го пречекаат шампионот Беласица. Струмичани веќе од поодамна го обезбедија влезот во втората лига, со оглед што без пораз во целото првенство реализираа 69 бода. Почитувани, со временската прогноза го завршуваме и ова понеделничко издание на вестите на Канал 8. Имајте пријатна вечер. Довидување.